Трајни последици. Ова е клучниот збор што треба да се има предвид кога се зборува за врсничкото насилство. Тоа не е детска игра, не е прифатливо однесување, не е нешто за што сме сигурни дека ќе помине. Најлесно да кажеме дека тоа е домашно воспитување и на тој начин да се амнестираме како општество, дека можеме да придонесеме околу праќање на пораки во јавноста. Значи, децата, би рекол, во главном, она што го прават е отслика на општествениот контекст. Насилство има насекаде, има во медиумите, насилство има на улица, насилство има во училиштата и така натаму. Правата на детето, кои се врвен приоритет на секое современо општество, го опфаќаат и правото секое дете да добие образование. Тоа е можно само ако училиштето се чувствува како безбедно место, каде што никој нема да биде навредуван, омаловажуван или физички напаѓан, и каде што веднаш ќе се реагира на овие појави кога ќе се случат. Насекаде низ Европската унија се преземаат силни чекори за сериозно да се одговори на овој проблем. Преку национални и европски програми, институциите и организациите работат со децата, наставниците и со родителите, а државите ги споделуваат меѓусебните искуства за да испратат единствена порака. Малтретирањето на училиште меѓу соученици е многу сериозен проблем. Забележавме дека се повеќе и повеќе меѓуврсничкото насилство е присутно и недоволно децата го препознаваат кога се обраќаат со погрдни зборови, со навреда, се со цел да го омаловажат соученикот, а при тоа учениците не се ставаат во одбрана или пак во заштита на нивниот соученик. Медјаши измериле дека 40% од учениците пријавиле некаков вид насилство, вербално или физичко. Тие идентификувале 23 групи врсничко насилство и речиси секој втор ученик пријавил дека забележал една од нив. Во постари извештаи бројките се поинакви. Во еден документ од УНЕСКО со податоци до 2014 година, само 10% од македонските ученици пријавиле дека било извршено насилство над нив. Тоа е подобар резултат и од Германија, Австрија, Финска, Белгија и од други развиени земји. Ова не значи дека во нашата земја било подобро, туку дека поизразен бил проблемот со непрепознавање на насилството. Тоа полека се надминува. Оно што е многу битно е да се зајакнат капацитетите како на наставниот кадар за препознавање на насилство, така на психолошко-стручните служби за интервенција, но и многу уште побитно да се зајакне капацитетот кај децата да го препознаваат и пријавуваат насилството, но и кај родителите да можат да го препознаат и соодветно да реагираат кон своите деца, но и кон службите кои што им стојат на располагање. Врсничкото насилство не се состои само од тешки физички инциденти. Тоа е секое подбутнување, мали удари или навредување, омаловажување во групата, исклучување. Важна е целта, а таа е да се понижи другото дете, да му се предизвика чувство на инфериорност кон оној што го вознемирува. Најзастапени се формите на вербално насилство, навреди, закани, понижувања, кои што се случува пред појавата на пандемијата во живо и на социјалните мрежи, а сега најверојатно се доста присутни на социјалните мрежи. Психологот Ана Попризова работи со една од најчувствителните групи – средношколците. Во својата работа досега имала можност да собере многу искуства и да слушне многу сведоштва за тоа на кои се начини се одвива врсничкото насилство. Подосновнено девојче кој го познавам, која сега ми е многу добра другарка, немаше многу другарки, не се дружеше со многу луѓе и имаше една група девојчиња кои што просто од забава сакаа да ја уништат.
Првата година почна како пријателки, демеки и права друштво да не биде толку сама, на крај пред цело школо ја посрамотија. После тоа 3 недели не дојде во школо, има толку многу психолошки трауми од тоа што оди на психијатар. Искуството на Попризова покажува дека зборовите лесно може да преминат во дела. Иако во најголем дел малтретирањето се сведува на омаловажување, ако не се работи на овој проблем, насилството се охрабрува и може да доведе до тешки физички повреди. Најлоша ситуација била физичко пробудување, значи помеѓу двајца ученици настанува инцидент и имавме, мислам не се случи во училиштето, меѓутоа беа вклучени и наши ученици, пробудување со нож, каде што детето беше задрозено, мислам му беше животот загрозен. Сме имале пред години случај на физичко насилство со кршење на вилица на еден ученик. Тие се некои по, да кажам, екстремни случаи што се случувале во мојата пракса. Недоволното препознавање на проблемот со врсничкото насилство во која било форма доведува и до тоа децата што се соочуваат со насилство да бидат обесхрабрени за да преземат нешто. Се предаваат на прикривање и на самоизолација. Колку детето повеќе прикрива, толку повеќе време трае насилството. И тогаш штетата е поголема. Што значи, прикривањето се јавува поради одредени причини. А зошто? Заради тоа што детето чувствува страф, особено од некаков тип на одмазда, да не ми се случи нешто полошо од ова што сега ми се случува. Или можеби детето се плаши од реакцијата на родителите, да не биде мета на осуда, да не биде обвинето дека тоа допринело до насилството. Или има недоверба во возрастните, особено во авторитетите, во наставниците. Како детски психолог, Христина Стефановска работела со многу случаи, доволно за да може да состави профили на децата што најчесто се жртви на вознемирување, дури и на насилство од своите врсници. Тоа е дете кое што е потивко, поповлечено, ненаметливо, недоминантно, дете кое што има изразена емпатија, дете кое што расте и се развива во еден воспитен процес каде што се негуваат човековите вредности. Тоа значи дека тоа е дете кое што е учено да не враќа на насилно однесување со насилство. Но таквите деца се и многу сензитивни, чувствителни да не речам. Тоа значи дека лесно можеме да ги вознемириме. Насилникот како профил или дете кој што практикува и презентира насилно однесување, пикира таков тип на дете и таму веќе може да го манифестира однесувањето. Сосема спротивни се децата што извршуваат насилство. Многу често тоа се деца на кои исто така им треба помош, односно треба да се работи со нив и да се откријат причините за нивното однесување, за нивната потреба да покажуваат надмоќ над соучениците. Дете кој што врши насилство. Во принцип тоа е дете кој што има слаба врска со родителите, не почитува авторитети, наставници или кој да е некој друг, дете кој што не почитува правила на однесување или правила во средината, дали е тоа школска, училишна или било каква средина, дете кој што има слаби граници во однесувањето, тоа значи слабо поставени од страна на родителите. Во принцип тоа се детето што врши насилство е дете кој што е психолошки и физички појако, во смисол има и располага со поголем капацитет на снага, физичка снага или психолошка снага. Физичката снага потекнува од неговиот физикус, психолошката снага потекнува од неговата психолошка моќ или потреба да ги контролира другите врсници. Преку таквата контрола, уствари го пренесува насилното однесување, со тоа покажува некаков тип на моќ врз децата. We know that the main motivations for bullies to do this behavior is wanting power, social power, being influenced, being the leader, feeling important in the group, and other causes might be that they're also under attack at school or at home, and they feel insecure or in need for validation.
Мислам дека најмногу свесна за булингот е жртвата. Сведоците се, ама во некој случај не сакаат да бидат инволвирани, поради тоа што и тие имаат страв најчесто, а насилникот не е воопшто свесен за тоа, или е свесен, ама е научен на тој тип на функционирање. За да покажат колку е сериозен проблемот кога не се обрнува внимание на врсничкото насилство уште од почетокот, медијаши пред 10 години набавиле видеоматеријал од странство во кој шегите меѓу учениците прераснале во такво вознемирување што била алармирана и полицијата, родителите и училиштето, но жртвата се обидела да си го одземе животот. Дури тогаш другите сватиле колку сгрешиле. Шокантен материјал, но според Змијанац била неопходна шок терапијата. Таков едукативен материјал беше неопходно потребен и во Македонија да го дистрибуираме се со цел младите, пред се младите да ја разбера сериозноста на насилството кое го прават и колку жртвата кон која се насочени насилниците, какви се трауми последици трпи. Европската унија посветува големо внимание на проблемот со врсничкото насилство преку многу програми. Голем број активности преку Еразмус Плюс се посветени на борбата против оваа појава. Се развиваат проекти како акција против насилството, а се назначувале и специјални представници за борба против насилството врз децата. Една од најпознатите програми е Enable, што е кратенка за Европската мрежа против насилство во средини за учење и за одмор. Таа се темели на зајакнување на социјалните вештини и на целосен пристап кон проблемот, што ги опфаќа не само засегнатите страни, туку и средината. Искуствата на земјите членки даваат голем придонес во развојот на програмите на Европската унија во секоја област. Кај врсничкото насилство, добар пример дава земјата што најчесто се споменува како држава со најдобро образование – Финска. Таму повеќе од една деценија функционира програмата КИВА, кратенка за антинасилство. Се спроведува во над 2300 училишта во земјата, а преземена е и од други држави како Италија, Холандија и Велика Британија. Основата на програмата е преку посебни предавања да им се покаже на учениците дека сите заедно мора да му се спротивстават на насилството. There had been a lot of discussion about bullying in Finland since the beginning of 1990s already, and I guess the Ministry of Education at that time wanted to develop a comprehensive anti-bullying program that could be widely used across schools that provide basic education in Finland. So the ministry mandated our group to develop such a program and evaluate its effects in schools. And KIVA program is it's a bullying prevention program that consists of several components. It was developed we started the development work in 2006, and since 2009 we have scaled it up in schools across the country. Во суштината на КИВА стои дека молчењето е одобрување. Затоа треба сите да се спротивстават, бидејќи жртвата е немоќна сама. The KIVA includes, first of all, universal actions, and they are meant to prevent bullying from occurring. And their core is really the student lessons that are delivered by classroom teachers to students in classrooms. And the idea there is to raise awareness among students about the phenomenon of bullying, but especially about their own role and what they could do in order to stop bullying from happening. So we want to, through these student lessons, we want to empower the students to show actively that they are against bullying and they don't want it to happen. So this is the universal actions. Португалија е исто така земја што во последните години бележи добри резултати и напредок во борбата против врсничкото насилство. Филозофијата е и таму иста. Целосен и заеднички пристап, наместо сведување на насилството само на проблем меѓу насилникот и жртвата. What we do is to work both with the target, the victim, and also with the bullies and the other kids involved, because we think that it's very important to work with both sides, not just one, and also not just with the bullies, but with the whole group of students that are involved, because bullying is a very social and group behavior. И самите ученици се свесни за важноста на средината и за незиното влијание. Постојат различни причини зошто таа не се вмешува кога е најпотребна, љубопитност или страв. Но тоа мора да се надмине. Тоа е единственото докажано решение против врсничкото насилство. Насилникот е многу свесен за тоа што го прави, а го прави многу доброволно, поради фактот што наоѓа лично задоволство во тоа,
Го користи тоа како шанса да се докаже на наблюдувачите, а наблюдувачите се оние третите кои наоѓаат задоволство и го хранат егото на насилникот со тоа што му даваат поддршка, се подсмеваат на жртвата, односно тоа што и се случува. Тие кои се околу насилникот или жртвата да бидат охрабрени, да го спречат насилството и да го трансформираат. Тоа значи дека не треба да бидат соучесници, туку напротив имаат активна улога да реагираат во заштита и превенција на потенцијалната жртва. А тука има доста работа за стручните служби, во училиштата, психолозите, педагозите и таму кај што има и социјални работници. Јас доосновно воопшто не бев свесна дека врз мене се прави такво нешто, зашто мене ми беше задоволство само да бидам во група со нив, а не сваќав дека преку мене тие буквално ме искористуваа, им бев потрчко за секакви работи, ме навредувале, се, јас сум поминувала преку се само да бидам во групата. Јас тоа го сватив дури во 8 одделение дека тоа е скроз тактички погрешно. Осознавањето е клучен дел од борбата. Луѓето како Инес Андраде, кои што самите поминале низ тежок период додека биле ученици, знаат точно што им недостасувало за да имаат подобра заштита. Можат прецизно да ги покажат точките што требало да се поврзат за тие да бидат сигурни и тие што треба да се поврзат денес. When I was in school, I suffered from bullying and I felt like it wasn't very taken into consideration. It wasn't a very serious issue and there were no answers for that. So even if I asked for help from the teachers or my parents, no one knew what to do with it, even though we already knew what was bullying and that it shouldn't happen. It was like, oh, just ignore it or do something to stop it yourself. Децата што се жртви на насилство најчесто се збунети и не знаат како да се одбранат. Особено кога ќе добијат таков совет, дека треба да се справат самите, бидејќи во средината каде што се наоѓаат нема решителна и сеопфатна борба против оваа појава. Во Португалија и покрај постигнатиот напредок, се уште има недостиг од служби во училиштата што ќе бидат оспособени за да држат состојбата под контрола и да создадат атмосфера во која насилството е неприфатливо. Во такви случаи, зајакнувањето на жртвите или на потенцијалните жртви е од голема важност. What we want is to develop their skills, their social skills, and also their ability to defend themselves in the situation. Start thinking about strategies to deal with the bullying, either to show confidence and respond in a calm way, not feeding on the provocations and the teasing. Just being confident and say stop with this and I don't care about what you say or something like this. And also finding safe places if their physical safety is under attack, finding places where they are safe and being with other people that can protect them. Иако улогата на учениците е клучна за да не го охрабруваат насилството, сепак борбата против оваа појава треба да ја водат возрастните. Такво е искуството од земјите што најдалеку отишле во справувањето со генерацијското вознемирување, но и од оние што постигнале напредок во последните години. Тие треба да го имаат авторитетот и да го искористат за да одржуваат ситуацијата под контрола, како и да ја вратат контролата кога ќе се загуби. Then we have what we call indicated actions, and these are actions that are taken when the case of bullying comes to attention at school. For instance, a parent or guardian contacts the school and tells that my child has been bullied. So the indicated actions are taken by the Kiva teams. And they are school-based teams of adults, normally 3 adults, whose task is to address bullying cases as they happen and to follow up on them. Our goal is to train all the staff, teachers, psychologists of that school to deal with bullying in terms of prevention, in terms of responding in the moment, what to do then, and also in terms of solving the problem itself on a long-term way. That's so that they can actually end the bullying, not just stop it
right now, and then he continues in another place. Очигледно е дека и во нашата држава е добро разбран концептот на борбата со врсничкото насилство, како и начините како се води таа борба. Тоа што ни недостасува е претворањето на знаењето во пракса. За тоа ни се потребни подготвени институции. Директорот на училиштето има обврска да го пријави насилството до соодветните институции. Оно што е уште побитно е дека секој училиште има психолошки служби кои што во наредниот период МОН ќе преземе активности да ги ослободи овие служби од тоа административно бреме, почно да даваат психолошка поддршка на децата кои што се жртви на насилство или да помогнат во препознавање и превентивни активности во училиштата за да се намали појавата на врсничко насилство. Како и во многу други ситуации, колку подолго се чекаат решенијата, толку повеќе се продлабочуваат проблемите. И колку повеќе се молчи, толку подолго трае чекањето. Многу психолози се подготвени да се зафатат со врсничкото насилство многу поангажирано и ја чекаат својата шанса. Па јас сметам дека колку и да системот не функционира, ние како училишта мора да бидеме тие кои што ќе ја поставуваме темата, кои што ќе зборуваме во јавноста, кои што ќе работиме и со учениците и со наставниците да се намалува насилството. Тоа што на сите им е јасно е дека повеќе треба да се работи со децата што вршат насилство, ги вознемируваат и ги понижуваат другите. Европските примери покажале дека околината треба да се научи да го обесхрабрува насилството, а децата што тргнале по тој пат да си ги поправат грешките. We train staff from the school, either psychologists or teachers or whatever, to help these kids understand that they are doing this and they are hurting this person, because many times they're not feeling empathy for this person, but it doesn't mean they cannot feel it. They are just not in that position now. These adults that we trained will talk with them in some meetings, and first they show that they're not being there to be punished or to be reprimanded, which will cause them to feel more like defensive, and they need to show that it's not their fault and all of this, and so the conversation is not about what happened or whose fault is it, but more what can we do in the future to help this colleague who is feeling bad. And they explain what the impact of bullying on this colleague, that he's very sad or he doesn't want to go to school or he feels desperate, whatever he's feeling. And this adult invites them to finding new solutions for the bullying, in another way to make that person feel better instead of worse. Сето тоа го знаат и психолозите, и активистите, дури и властите во земјава. Целосниот пристап во справувањето со врсничкото насилство е препознаен како ефикасен и корисен, но во праксата продолжува да се работи само со едната страна. Уште еднаш доаѓаме до ситуација во која санирањето на последиците не е единствениот одговор на еден проблем, наместо спречувањето на причините поради кои тој настанува. Неподготвеноста на многумина да излезат од својата комфорна зона придонесува училиштата да бидат непријатна средина за многу ученици. Во практиката, за жал, најчесто доаѓаат деца кои што се жртви. Зошто? Заради тоа што во нашето општество многу поретко се третираат децата кои што вршат насилство. На училиштата, на менеджментот не секогаш има од корист да зборуваат дека се случува насилство во училиштата. Сега зборувам општо во нашето училиште, таква е средината да можеби не е изразено толку физичкото насилство, меѓутоа имаме случаи на другите форми на насилство. Меѓутоа генерално, значи училиштата не покажуваат зрелост за отворена зборување на темата. Повеќе се сведува на ситуација доколку има некаков инцидент, па се вклучат медиумите, јавноста и тогаш училиштата мора да учествуваат во тоа и да зборуваат за таа тема, да кажат што направиле. Значи не е популарна темата. За жал, една од најголемите пречки препознаени од експертите во оваа област е општествениот амбиент. Образованието служи за да ги подготви децата за животот како возрасни, да ги научи на правила, принципи и најмногу од се на вредности што ќе им помогнат во иднина да бидат подобри и поуспешни.
Тоа воопшто не е едноставно во средина во која тие само треба да дзирнат во возрастниот свет, за да видат дека таму работите се одвиваат по малку поинакви правила. Насуство има насекаде, има во медиумите, насуство има на улица, насуство има во училиштата и така натаму. Тие се само отслика на она што реално се случува и во парламентот, и во предизборните кампањи и така натаму. Ние како држава не сме држава која што го санкционира насилството, значи тој правниот систем прашање е колку функционира и сето тоа на микроплан се случува и во училиштата. Сега тоа е нешто што ние сите треба да работиме на надминување на овие проблеми. Тешко е проблемите во едно општество да се решаваат изолирано. Не можеме да имаме ефикасна заштита на детските права ако имаме неефикасен правен систем. Но не можеме ниту да чекаме прво да се реши едното за да почнеме да се занимаваме со другото. Колку подолго изостанува решителниот пристап кон врсничкото насилство, толку повеќе генерации ќе се развиваат со сознанието дека насилството поминува. Тоа ќе ги охрабрува посилните, ќе ги повлекува послабите и ќе ја неутрализира средината. Законот на посилниот е сосема спротивен од демократските принципи, особено од принципите за кои се залага Европската унија. Дали личиме на Европската унија е прашање што по својата важност го наминува прашањето дали и кога ќе станеме членка на Европската унија. Тоа е прашање на можности и стандарди што овозможуваат подобар живот, на ангажманот на државните институции и на општеството во градењето подобро утре. Европа не треба да ја гледаме како символ на совршенство, туку како символ на желбата за усовршување, на желбата секој да ги ужива своите фундаментални права.